Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве благослови изобилно. За денес ќе зборувам на тема жртвениците и нивното значење. Ние знаеме од Стариот Завет дека имало многу жртвеници и жртви. Во периодот, например, на Авраам, Исак и Јаков, поклонувањето пред Бог се вршело многу едноставно. Богослужбата се правела врз жртвеник каде што се принесувала жртва за откуп на гревот. Во денешново време немаме форми и облици за жртвување на нашите богослужби, но сепак тие ја отсликуваат сегашнината и иднината. Кое е духовното значење на жртвениците или на жртвеникот? Денес вистинскиот жртвеник се наоѓа во срцето на секој вистински христијанин. Жртвеникот е представа на Божјата љубов. Кога Господ Бог му се објави на Авраам, откако го напушти Харан, му рече: "На твоето потомство ќе ја дадам оваа земја." Тоа е запишано во Битие 12 глава 7 стих. На тоа место, каде што Бог му се јави, Авраам му подигна жртвеник на Господ. Жртвеникот во суштина е израз на благодарност и посветеност кон Бог, на срцата, на мислите, постапките и делата. Преку жртвеникот на Бог му возвраќаме љубов за неговата добрина и предизвикува духовна служба во нас. Апостол Павле за ова вака ќе рече: "И така ве молам, браќа, поради Божјата милост, да ги предадете вашите тела во жива жртва, света, угодна на Бог, и тоа да биде вашето духовно служење." Римјаните 12 глава 1 стих. Жртвеникот представува чин на богопоклонување. Патријарсите или татковците, така наречени, знаејќи кој е Бог, се мисли на старозаветните луѓе, тие ја изразуваа својата вера и посветеност кон Бог со место, време и средства. На оние места каде што издигнуваа жртвеник, таму го признаваа Господ дека е нивен водач и спасител. Жртвеникот сведочи за вистинско познавање на Божјата светост. На жртвеникот се носеше жртва од животно, а тоа им даваше на знаење дека Бог е свет и не може да му се пристапи без жртва. И бидејќи Бог е свет, жртвата требаше да биде совршена и без недостаток. Исус беше совршен и безгрешен. Оној кој не знаеше за грев, Бог го направи грев за нас, за да станеме Божја правда во него. Што значи, сите тие жртви однапред што се правеа, укажуваа на вистинската Христова жртва. Еве да го земеме за пример жртвеникот на Ное. Жртвениците во Стариот Завет ги согледуваме во сите временски периоди. Првиот жртвеник се спомнува во Битие 8 глава. А Ное му издигна жртвеник на Господ и зеде од секое чисто животно и од секоја чиста птица и ги принесе да изгорат на жртвеникот. И Господ го помириса, се вели во писмото, благопријатниот мирис на жртвеникот. Жртвеникот беше првото дело на Ное откако згазна на сува земја, по потопот. Тука ја гледаме благодарноста и Божјата љубов. Ное прво се зафати со подигнување на жртвеник. Тоа укажува дека Бог е на прво место, зашто без него празно е нашето дејствување во понатамошниот живот. Оние луѓе кои што не веруваат во денешно време во Бог, какви жртви да прават, Бог не им ги прима. Зато Бог вели: "Возлюби го Господ Бог со цело срце, со сиот разум и со сета сила." Која е поуката од тоа? Ное ги принесе чистите животни птици, што укажува дека тој му служи на светиот и чист Бог. Бог сака се да биде чисто. Второ, тој по потопот немаше многу животни и птици, но не беше скржав
да му го даде на Бог највредното, зашто беше свесен дека се му припаѓа на Бог. Се што правеше, го правеше од послушност кон Бог и затоа е наречен човек на правдата. Трето, со благодарна жртва започнува добрата служба пред Бог. Нашата служба во денешно време не се состои од жртвување, туку со благодарствено срце и фалба на устните наши за прослава на Божјото име Исус. Кој одговор го доби Ное? Бог му ја прими жртвата. Кога Бог го помирисал благопријатниот мирис, се вели во писмото, го смирил неговиот гнев. Зашто таа жртва го потсети на неговиот син Исус Христос. Секоја старозаветна жртва, како што реков, беше спомен за она што треба да се случи на Голгота. Второ, Бог донесе одлука дека нема да го уништи светот се до мигот на завршувањето на човечката историја. Тоа значи дека животот ќе си тече со сите човечки обврски, како што е речено, сеење, жнеење, топлина, ладна клима, множење на човештвото и така натаму. Бог одлучи како трето така, бидејќи човечката природа е непоправлива. И само врз основа на милостива жртва човекот ќе живее, а не врз основа на неговата етика, на неговиот морал. Зашто Бог рече, од младоста неговите мисли се расипани. Сега да го погледнеме жртвеникот на Авраам. Авраам како татко на Израел, од кој потекнува Израел, каде да патуваше, секогаш му градеше жртвеник на Господ Бог. Авраам сакаше да му искаже, како и Ное, благодарност на Бог за Божите ветувања и грижа за неговиот живот. Бог му се јави на Авраам и му рече дека ќе му ја даде земјата во наследство. Само што ја прими веста, веднаш му направи жртвеник на Бог. Тоа беше од благодарност. А потоа се премести од Ветил кон Гај, со шаторите и веднаш таму му направи жртвеник. Тоа сака да каже дека Божите слуги никогаш не се оставаа без служби на Бог и без благодарност. Аврамовиот живот има две клучни нешта – шатор и жртвеник. Шаторот е символ на неговиот краток живот на оваа земја, а жртвеникот е символ дека тој е предаден на Бог и дека жртвите му служат за помирување со Бог. Но Бог го прими Авраам не поради тоа што ги правеше жртвениците, туку поради тоа што веруваше во Бог, а неговата вера му се засмета за правда пред Бог. Што доби Авраам поради добрата служба пред Бог? Еве што доби, прекрасни ветувања. Тој вели, ќе направам голем народ од тебе. Тој на почетокот беше дива гранка, припаѓаше на незнабожечки народ, на идолопоклонството, со татко му Тара. А потоа Бог го прикалеми на питома маслинка. Тоа ветување му беше дадено уште кога немаше деца. Второ, ќе те благословам. Да, лично тој ќе има голем благослов, што тоа навистина се гледаше во неговиот живот. Имаше добиток, ситен и крупен, слуги и слугинки и големо богатство. Бог и во тоа го потврди ветувањето. Трето, ќе го прославам твоето име. Неговото име ќе биде славно. Што значи тоа? Авраам можеби си мислеше дека кога ќе замине од својата татковина, нема веќе да има потомство. Меѓутоа, до денешен ден, Авраам е име кое го спомнуваат сите народи, посебно израелците. Четврто, ќе бидеш за благослов на другите. Животот на Авраам беше пример на другите народи. Кај да одеше, тој секојаш во се напредуваше. Војски и непријатели се подигнаа против него и не може да го поразат. Тој беше вистински благослов за другите. Петто, во тебе ќе бидат благословени сите народи. Тоа е ветувањето за Исус Христос. Исус е голем благослов за сите народи.
До денешен ден милиони луѓе се спасуваат и се спасиле преку Исус Христос. А Исус Христос по тело дојде од потомството на Авраам. И тоа ветување се исполни и се исполнува. Сега да го видиме жртвеникот на Мојсей или жртвениците на Мојсей. Што представуваат тие? Жртвениците што ги градеше Мојсей има символична представа за идните духовни вредности. Затоа во нив можеме да најдеме големи поуки за наша лична изградба. Прво, жртвеник од неизделкани камења. Бог вели, направи ми жртвеник од земја и пренесувај ми ги врз него своите жртви паленици и жртви благодарници. Ако ми изградеш каменен жртвеник, не го гради од делкан камен, зашто штом врз него ќе го спуштиш своето длето, ќе го оскверниш. Зошто така? Зошто Бог им даде ваква заповед? За да не наликуваат жртвениците на паганските народи со вешто изработени уметнички дела. Паганците сметале дека нивните богови, кои што не постојат, сакаат украсени жртвеници. Нашиот Бог ја сака едноставноста и чистотата. Едноставното служење на Бог е многу повредно отколку нечисто срце со украсна форма на жртвување. Господ вели, мојот жртвеник, тој жртвеник е негов. Човекот нема заслуга за него, затоа Бог му забранува да го украсува или да вложува непотребен труд околу жртвеникот и потоа да се пофали дека нешто направил за Бог. Спасението е по милост, а не по човечка заслуга. Второ, бронзен жртвеник. За жртвениците што беа во надворешниот дворец и во најсветото место во шаторот, беа дадени различни инструкции и секоја имаше своја различна функција. Например, бронзениот се носеше со две погодни дрва и се ставаше пред влезот на најсветото место. Таму се правеше жртва за грев. Духовното значење на бронзениот жртвеник ни покажува дека нашиот грев е одземен. Секој што ќе сгрешеше го донесуваше животното, кое требаше да умре место човекот. Во Левит, 1 глава, 4 стих, е даден примерот за тоа. И таму се вели, нека принесе машко без недостаток, нека го доведе кон влезот на шаторот на средбата, за да биде примен пред Господ. Нека ја стави својата рака на главата на жртвата паленица, за да му биде примена и со тоа да му се покрие гревот или вината. Интересно е, тука се употребува зборот покрие, што укажува дека тој не се очистуваше целосно. Целосното очистување следуваше преку жртвата на Исус Христос, а не преку самите животински жртви. Тој бронзен жртвеник ни зборува за спасението од грев, односно за заменска жртва преку Исус Христос. Согласно зборовите на пророкот Исаија, тој беше ранет за нашите престапи, тепан поради нашите беззаконија, врз него падна казната за нашиот мир. Во тој духовен Христов жртвеник лежи нашата сигурност, нашето спасение, нашето се. Сатаната нема веќе пристап до нас. Според тогашната традиција, доколку некој направеше престап или бараше место за прибежиште, требаше да отиде да се фати за роговите на жртвеникот, со цел да најде милост од оној кој е оштетен, за да му се прости гревот, или вината, или прекршокот. Духовната поука е следна. Преку Христос и неговата жртва ние сме заштитени од ѓаволот и неговите нечисти демони, кои сакаат да ни наштетат. Затоа Јован рече, и лукавиот не се допира до вас. И имаме златен жртвеник. Бог вели понатаму, во Излез 30 глава. Направи жртвеник за палење темјан, направи го од багремово дрво. Нека биде долг 1 лакот, широк 1 лакот, опкови го со чисто злато. Неговата горна рамнина, страните наоколу и роговите, и да му направиш златен венец наоколу. Златниот жртвеник беше помал од бронзениот
и се наоѓаше во најсветото место. Во него ставале јаглен и врз него свештениците ги фрлале темјанот кој создавал пријетен чад. Тој чад го штител свештеникот од Божјата присутност и светост за да не загине. Златниот жртвеник се нарекувал кадилнички жртвеник. Свештеникот кадел наутро и навечер. Таму се вели, тоа нека ви биде вечно кадење пред Господ во сите поколенија. Всушност, што значи тоа? Тоа е нашето секојдневно поклонување на Бог, нашите утрински и вечерни молитви. Тоа е нашето свето служење пред Господ Бог. Сите наши молитви се пријетен мирис пред Бог. Затоа псалмистот вели, нека се издигне мојата молитва како темјан пред Тебе, пред Твоето лице, Господи. Издигањето на моите раце нека бидат како вечерна жртва. Тоа е запишено во Псалм 141. Денес имаме вистински жртвеник и жртва. Во Новиот Завет, во посланието до евреите е запишено вака. Ние имаме жртвеник, нашиот жртвеник е Голгота. Таму Исус Христос се принесе како жртва еднаш за секогаш. Ефектот од таа жртва е следниов: оправдание пред Бог, очистување од нашите гревови, ослободување и исцелување преку неговите рани. Зашто е напишено во Петар, тој сам во своето тело ги понесе нашите гревови на дрвото. Та ние, умирајќи за гревовите, да живееме за правдата преку неговите рани се исцеливте. Зашто скитавте како овци, но сега се вративте при пастирот и чуварот на вашите души. Во денешно време немаме потреба од ниту еден жртвеник или жртвеник, од жртва или жртвеник, бидејќи пасхалното јагне Христос е заклано за нас. На жртвеникот пред 2000 години и повеќе. Ако правиш жртвеник и жртви вон таа жртва, Бог не ја прифаќа и не ја одобрува за спасение. Во Јован 3:16 јасно се вели: зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. И да заклучиме. Од сиве овие жртвеници, почнувајќи од Ное, ние се учиме на благодарност. Од Аврам се учиме на вера и барање Божјоводство. Од камениот жртвеник се учиме да му служиме на Бог со едноставност и светост. Од бронзениот жртвеник се учиме дека ја имаме сигурноста на нашето спасение, бидејќи има направена заменска жртва за сите нас, а тоа е жртвата на Исус. Од златниот жртвеник се учиме да бидеме постојани во служењето и поклонувањето пред Бог, преку секојдневни молитви, да му служиме најчисто колку што можеме и умееме. Затоа Бог да ни помогне на сите нас да имаме благословен жртвеник, за да ги прими Бог нашите духовни жртви, нашата богослужба, поклонување од сега и во сите векови. Амин.